Компостирањето е еден од наједноставните и најмоćните начини како ќе направиме разлика за планетата. Вака секогаш кога фрламе остатоци од храна, губиме сериозно добар ресурс, но од друга страна помагаме за придонесување на штетните гасови на планетата. Но со компостирање, овој отпад станува вистинско богатство за природата. Наместо да го фрламе, му даваме нов живот. Го претвораме во магично ѓубриво кое што ќе ја храни почвата за да ние имаме поубави, помоćни, посилни и позелени растенија. Со ова ѓубриво може да ја претворите вашата градина во мала џунгла, полна со живот и боја. А вие ќе бидете главниот херој во таа приказна која сами сте ја создале. Не, ова не го сакаме. Кога храната и органските материјали завршуваат на депониите, тие се распаѓаат без присуство на воздух, создавајќи метан, газ што е за 25 пати поштетен од јаглеродниот диоксид за климатските промени. Ајде да ви објаснам како да компостираме. Не е тешко, верувајте. Прво одберете место. Ако имате двор, тоа може да биде агол или некој компостен сад. Ако сте во стан, постојат специјални мали садови за компостирање кои што се специјално направени за таквата внатрешна употреба. Потоа собирајте ги остатоците. И да напоменам, секој дел од остатоците, од кората од банана, од листот од зелка, лушпата од јајце стануваат дел од таа магична мешавина. Комбинирајте зелени материјали, како остатоци од овошје и зеленчук, со кафеави материјали, како например лисја и хартија. Тоа е како рецепт за природна магија. Потребна е вистинска рамнотежа за сето да функционира. Потоа треба да го превртувате компостот како да го мешате вашиот омилен сос. Само што овој пат мешате нешто што ќе ја нахрани земја. И не заборавајте, компостот секогаш треба да биде влажен како исцеден сунгер. За неколку месеци ќе имате нешто неверојатно. Ќе знаете дека е готов кога ќе изгледа како темна, ронлива земја, а ќе мириса на свежа шума по дожд. Сега ќе ве информирам што точно може да се компостира. Што треба да се компостира? Остатоци од овошје и зеленчук, лушпи од јајца, талог од кафе, кесички од чај, суви лисја, трева, гранчиња, хартија без мастило, картон, лушпи од ореви и остатоци од цвеќиња. Но за да создадете совршено ѓубриво со компостирање, во оваа смеса никако не додавајте месо, риба, млечни производи, мрсна храна, масло, пластика, стакло, метал, остатоци од болни растенија, големи дрвја, дебели гранки и производи кои содржат хемикалии. Компостира и создади нов растителен живот.